Да, тука завршуваме со вестите почитувани, но секако дека сега е ред и продолжуваме со разговор во студиото. Мојата колешка Ирена ја причека доктор Емилија Мирчевска, инаку специјалист по анестезиологија со интензивно лекување, а темата ќе биде анестезија кај тораковаскуларните интервенции. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро на вас секако, и на вашите гледачи. Секако, Систина, така, да. Разговорот го најавив за она што ќе имаме можност да слушнеме сега од вас ова утро, така да Ирена, добро утро и до тебе и повелете. Благодарам. Добро утро, доктор Емилија Мирчевска. Ете убава најава од нашата Слободанка. Да повторам уште еднаш за оние кои што можеби не разбраа. Доктор Емилија Мирчевска, специјалист по анестезиологија со интензивно лекување од клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Ова утро ќе зборуваме за анестезија кај тораковаскуларните интервенции. Добро ви утро. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана за гостување. Имате навистина, зборувавме пред да влезете овде во студиото, благородна професија, за мене стресна, за вас можеби беше ова повеќе стрес денешното гостување, меѓутоа и мощна одговорна работа. За почеток би сакала да ги запознаеме нашите гледачи за тоа што и која е работата на анестезиологот. Која е впрочем вашата функција во целиот тој здравствен систем? Улогата на анестезиологот не е непозната за пациентите и општата популација, но мислам дека се уште не е доволно јасна. Нивните размислувања, односно сваќањата на пациентите најчесто се движат во неколку правци. Еден дел од нив на нас гледаат како на некој кој што треба да ги заспие и да им обезбеди мирен и комфорен сон за време на хирушката интервенција. Еден друг дел од нив прекумерено се плашат, особено се плашат дали воопшто ќе се разбудат од анестезијата. И еден сосема мал дел, би рекла, вистински ја познава суштината на нашата работа. За да ова не остане нејасно, јас ќе се обидам во кратки црти да ја објаснам нашата улога и нашето место на сите позиции во една болница. Улогата на анестезиологот пред се е преку еден континуиран мониторинг на витално важните функции на организмот со контролирано давање на лекови да обезбеди мирен вовед во анестезија, едно неизино балансирано одржување и на крајот безбедно будење. Сето ова за да може да се изврши било која хирушка интервенција, но не само хирушка интервенција, туку и многу инвазивни, диагностички, па и терапевски процедури. Што значи нашата улога започнува уште во предоперативната подготовка на пациентот, понатаму следи низ интраоперативното водење на пациентите, па се до постоперативното лекување во болничките оддели каде што пациентите лежат или на единиците за интензивно лекување ако за тоа има потреба. Да. Кажавте, набројавте како ве гледаат пациентите, ама јас мислам дека ќе се сложите и со мене дека многумина од нас пациентите гледаат во вас во анестезијата како спас од болката која што нели за жал следи кога станува збор за хирушка интервенција. Сега да објасниме што е анестезија и какви се видови на анестезии постојат. Анестезијата представува една вештачки предизвикана, реверзибилна состојба на губиток на свест, на сите видови на осет, губиток на чувството за болка, до една комплетна мускулна релаксација за да може да се изврши било која хирушка интервенција. Во однос на типовите анестезија, постои една генерална поделба на општа анестезија, на регионални типови на анестезија. Овде пред се мисли на регионалните блокови од една страна, а од друга страна на спиналната, епидуралната или комбинирана еписпинална анестезија. Еден посебен вид се издвојува аналгоседацијата, која што е техника која истовремено обезбедува и обезболување и седирање, односно извесен степен на заспаност на пациентот, за да може да се извршат некои пократки, полесни и не толку опсежни процедури. Значи има повеќе типови на анестезија, секако зависи, вие одлучувате како анестезиолози кој тип на анестезија за која интервенција ќе се искористи. Сега денеска конкретно зборуваме за тораковаскуларните интервенции. За да дојдеме до вашата работа кај тораковаскуларните интервенции, да објасниме пак сега што се тораковаскуларни интервенции, на кој дел од нашиот организам.
Сите состојби, односно сите болести кои што ги зафаќаат органите кои се сместени во градната, односно торакалната празнина, а се предмет на хируршко лекување, спаѓаат во доменот на торакалната хирургија. Овде пред се мисли на органите почнувајќи од хранопроводот, понатаму дишникот, односно трахејата, главните дишни патишта, двете белодробни крила, плеврата, медиастиналниот простор, градната жлезда, односно тимусот, тироидната жлезда, паратироидните жлезди и хирургијата на дојките исто така влегува во доменот на торакалната хирургија, додека пак сите болести на крвните садови, независно тоа дали се артерии или вени, спаѓаат во доменот на хируршко лекување на васкуларната хирургија. Многу, значи, има интервенции овде, многу типови. Претпоставувам дека за секој од овие интервенции кои што ги споменавте, торако-васкуларни, постојат различни типови на анестезија. Така е. Изборот на видот на анестезија, односно на анестезиолошката техника која што ќе се аплицира, зависи од неколку фактори. Во одлучувањето, еден од главните фактори е местото на кое што ќе се интервенира, односно заболениот орган и неговата местоположба. Па така, ако земеме во предвид дека органите во градната празнина се наоѓаат во горната половина на телото, каде што аплицирањето на спиналната анестезија е скоро невозможно, тогаш ќе знаеме дека општата анестезија е најчесто анестезија од избор за интервенции во торакалната празнина. Ова не значи дека оваа општа анестезија не може да биде надополнета со некоја од техниките на регионална анестезија или аналгезија. Пред се мислам на епидуралната аналгезија како еден адјувантен тип или дополнувачки тип на анестезија кој што ќе овозможи обезболување и голем постоперативен комфорт за пациентот во смисол на немање болка, побрза мобилизација, побрзо закрепнување на пациентот. Од друга страна пак, сите интервенции кои што се наоѓаат во долната половина на телото, од папокот па надолу, пред се мислам на васкуларните интервенции, во овој случај регионалниот тип на анестезија е анестезија од избор. Пред се спиналната, епидуралната или комбинираната еписпинална анестезија. Анестезијата во торакалната хирургија носи своји специфики заради природата на заболувањата, особено кога се однесува на белодробни заболувања. Во тој случај анестезиологот располага со посебен режим на вентилација, односно е должен да спроведе посебен режим на вентилација, бидејќи се бара едното белодробно крило да биде исклучено од вентилација. Природата на заболувањето е таква да размената на гасови е сериозно нарушена. Сето ова треба да се земе во предвид при водењето на анестезијата, положбата на пациентите кои што подлежат на белодробна хирургија исто така е нестандардна. Пациентите наместо класичната положба лежење на грб, сега лежат на страна, ние велиме во така наречена латерална декубитна положба. Сето тоа има своји специфики и бара од нас посебен ангажман. Васкуларната хирургија носи исто така своји специфики, меѓутоа васкуларната анестезија исто така има особено своји правила по кои што се води, особено анестезијата на големите, кога се дава анестезија за интервенции на големите крвни садови, пред се мислам на аортата, на крвните садови на вратот, односно на каротидните артерии. Да. Доктор Емилија, она што е многу важно пред во вашата работа е секако комуникацијата и пред се подготовката на пациентот за сето ова. Значи сето ова вие што го објаснувате, треба да го сега што го објаснувате на гледачите, треба индивидуално да се објасни на секој пациент и мислам дека тука многу е важна комуникацијата и довербата кој што пациентот треба да ја стекне кон анестезиологот, бидејќи навистина не е едноставно да се, да кажам, даде животот или да се довери животот на анестезиолог, каде што треба да се заспие, па секогаш најчесто поставувани прашања се дали ќе се разбудам, како и колку ќе се опоравувам по анестезијата, каква треба да биде подготовката на пациентите околу сето ова и она што е важно постоперативниот момент, односно како полека се враќаат сите органи во функција и после колку време може да функционира пациентот.
Секој пациент на кој што му следи хируршка интервенција од било каков тип, но не само хируршка интервенција, туку и реков предходно, некоја инвазивна диагностичка или терапевска процедура, поминува низ анестезиолошки преглед или така наречена преданестезиолошка визита, во која што анестезиологот се запознава со основното заболување заради кое што пациентот е дојден, меѓутоа исто така добива представа и за неговите минати заболувања, неговото предходно искуство со анестезии, терапијата која што редовно ја зима, односно колку неговите хронични заболувања се контролирани или не. При анестезиолошкиот преглед се прави проценка на дишниот пат. Тоа е една особено важна за нас работа, затоа што ни нуди точна проценка и избегнување на можни компликации при воведот во анестезија. И после сите овие, после ваквото земање на детална анамнеза, односно разговор со пациентот, како што кажавте, комуникацијата овде е клучна, ние пациентите ги класифицираме во една од 5 класификациони анестезиолошки групи по однос на ризикот за примање анестезија. Американската асоциација на анестезиолози има изготвено една класификација која што е универзално прифатена секаде во светот и во која што пациентите се вбројуваат во една од 5 групи, почнувајќи од условно здрави пациенти без никакви коморбидитети, тоа би било класификациона група 1, се до најтешко болни, односно критични пациенти, тоа би била класификациона група 5, каде што исходот од нивното преживување е многу неизвесен, независно дали ќе биде над нив извршена хируршка интервенција или не. И една посебна група на пациенти спаѓаат ургентните пациенти, кои што независно од тоа дали имаат или немаат некои предходни заболувања, ги класифицираме како Е или emergency класификациона група. Кога ги спомнавте, да не ме прекинав, не, кога ги спомнавте веќе овие emergency или итни пациенти, секако дека вашата работа тука е многу по-друга од оваа подготвителна за која што сега зборувавме. Каква е овде вашата работа, функцијата на анестезиологот, бидејќи често пати и вие се среќавате со итни ситуации, кога треба брзина и многу брзо да се реагира за да се спаси човечкиот живот. Така е. Ние секојдневно во нашата работа се среќаваме со ургентни ситуации, со критични пациенти кај кои што за жал заради природата на заболувањето, односно состојбата во која што доаѓаат, не е можна детална анестезиолошка проценка, односно стандарден анестезиолошки преглед, па сето тоа мора да се направи многу брзо, за да пациентот безбедно влезе во операциона сала. За ова постои точно определен протокол кој што почнува од, ја предвидува критичната интубација, понатаму ние користиме посебни лекови за воведот и за одржување во анестезија, се со цел минимално да се влијае врз и така нарушената здравствена состојба, односно нарушената, велиме, хемодинамика на пациентот и безбедно, најбезбедно да заврши интервенцијата. Да. Сега постојат многу предрасуди. Има и јас лично ве познавам луѓе кои што едноставно од X причини не сакаат да примаат анестезија, доколку е можно и колку е можно да се издржи болката. Сега се зборува за оние локални анестезии кога станува збор можеби за интервенција околу забите, за ајде да кажам сега вадење зап, тоа е премногу болно без анестезија, ама има луѓе кои што едноставно се плашат, имаат предрасуди, па овде сакам да ве прашам како се справувате со овие пациенти, како им објаснувате и безбедни ли се анестезиите? Секако дека да, мислам дека нели секој од нас нема човек кој што немал анестезија, да кажам, врз својот организам кога има потреба од некаква интервенција. Така е, благодарение на медиумите и достапноста до информации, денеска пациентите доаѓаат со големи предзнаења околу типот на доктори од вас, докторите стануваме. околу типот на анестезијата. Некогаш доаѓаат со предубедување, односно со желби во однос на тоа каква анестезија сакаат да добијат, независно од тоа дали е тоа вистинскиот избор за нив или не. За жал, информациите кои што ги добиваат не се секогаш наполно точни и не се доволно прецизни. Наша задача е да им предочиме на пациентите, не и да ги убедуваме,
кој е најдобриот тип на анестезија кој што треба да го добијат, да им ги предочиме предностите, евентуалните ризици од различните типови анестезија и секако на крајот да добиеме една информативна писмена согласност од нив во која што ќе ни го одобрат типот на анестезија. Не значи дека желбата не се зема во предвид. Кога зборувавме за изборот на анестезиолошки техники во торакалната и во васкуларната хирургија, не спомнав дека освен местото каде што се изведува операцијата, други фактори кои што влијаат во изборот на анестезијата се време траењето на анестезијата. Овде спиналната анестезија има лимитирачки фактори заради ограниченото дејство на траење. Колку трае од прилика? Од прилика 2 до 2,5 часа, во зависност од локалниот анестетик кој што се користи. Други фактори кои што влијаат врз одлуката кој тип на анестезија ќе се добие се коморбидитетите кај пациентите. За нас анестезиолозите еден од најважните одлучувачки можеби фактори, затоа што ние располагаме со многу моќни лекови во анестезијата, вклучувајќи ги тука кои што се и потенцијално опасни, вклучувајќи ги седативите, хипнотиците, мускулните релаксанти, опијатните аналгетици. Сите тие имаат свое дејство, односно реперкусии врз, велиме, хемодинамиката, односно витално важните функции во организмот, како дишењето, како крвниот притисок, пулсот. Меѓутоа, на крајот доаѓа факторот желба на пациентот, кој што сме должни до некаде да го испочитуваме, бидејќи доколку пациентот има неприроден страв, не се чувствува спокојно, не се чувствува безбедно, вообичаено пациентите бараат најчесто да добијат општа анестезија само за да не гледаат и да не слушаат тоа што се случува во операционата сала. Меѓутоа, во разговор и во комуникација со нив сме должни да им објасниме дека не секогаш општата анестезија е анестезија од избор. Така е. Доктор Мирчевска, многу ви благодарам за вашето гостување. Нашето време предвидено за разговорот веќе измина. Мислам дека бевте одлична и доволно јасна околу сето ова што беше наша денешна тема, анестезијата кај тораковаскуларните интервенции. Објаснивме и што се тораковаскуларни интервенции, кои типови на анестезии постојат. Значи, едноставно да заклучиме на крај дека не треба да имаме предрасуди, не треба да имаме страв, сепак со една добра и одлична комуникација меѓу пациент и меѓу доктор, на крај исходот секогаш завршува позитивно. Така е. Она што за крај сакам да го кажам е дека пациентите треба да имаат апсолутна доверба во својот анестезиолог, дека ние денеска располагаме со многу современи, модерни анестетици и лекови кои што ги употребуваме во анестезијата и дека нашето место во операционата сала, каде што сите имаме свое место, не случајно се наоѓа токму позади главата на пациентот, што значи дека некој постојано бдее над нив. Така е. Одлична порака за крај. Ви благодарам уште еднаш, нема да ве задржуваме повеќе, бидејќи се враќате на вашето работно место во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Ви благодарам и се надевам ќе се видиме за убаво. Ви благодарам за поканата. За некој убав и корисен разговор. Благодарам за поканата. Да, убав и корисен разговор. Јас сум во онаа група за општи анестезии, каде што не сакам ниту да слушам, ниту да гледам, но интересно е после тоа и будењето. Да, тоа ти останува вака во осеќавање пред и после, но тука сте вие анестезиолозите и секоја чест за вашата работа за која што сте определили исто така во животот и посакувам уште многу успехи понатаму. Ви благодарам. Благодарам и јас.